Здраво и добро дојдовте на новата епизода на мојот подкаст. Денес со мене една веројатно на вас доста позната ви е личност, а тоа е Катерина Алјамова Богоевска, што е дигитален креатор. Мене ми е многу чест и задоволство што Катерина е денес тука со мене, затоа што некако што повеќе прекрасни мајки и жени кои што работат на себе, кои што се освестени, доаѓаат тука, верувам дека ќе бидат и голема инспирација за сите вас што слушате. Катерина е дипломиран економист, таа долги години работи некако во економијата, во сметководството и ревизијата, меѓутоа последниве години основа невладина организација Grow, која што организира многу интересни настани, организира многу важни и значајни настани за нас и нешто што е многу иновативно, интересно и мислам дека многу важно и значајно за сите родители. Таа ја организира првата онлайн конференција во Македонија за свесно родителство. И тоа е нешто што со Катерина не спои. Па, Ката, здраво и добре дојде тука. Здраво, Елена, добро те најдов. Многу ми е драго, стварно огромна чест ми е да бидам гостинка кај тебе. Фала ти што одвои од твојот простор, виртуелен, за мене. И се надевам дека тоа што ќе го споделам на овој подкаст ќе биде инспиративно за многу жени. Фала ти тебе што прифати да бидеш тука. Знаеш, јас почнав да те следам кога станав мајка на My Macedonian Home, така беше подпишена и знам дека беше еден, некако јас замислував дека си архитект и дека нешто уредуваш интериери, многу визуелно ти беше куќата станато, односно наместено, мислам дека се преселивте, верам така некако си ми останато во главата, меѓутоа мене ме интересира можеби малку да споделиш за твоите почетоци, затоа што многу често луѓето она што го гледаат е малку. Да речеме ако некој сега гледа и сега го гледа твојот успех или допрва почнува се вика леле како и тргнало, меѓутоа еве јас и претходно од приватниот профил, кога не постоел мојот профил, сум те следела и сум гледала една друга слика, еден друг успех, па ме интересира малку и ако можеш да ни споделиш околу како настана Инстаграм профилот и како ти се менуваше до сега. Па, Инстаграм профилот настана исклучиво како профил приватен, каде што јас си делев прво слики од патувања, од излегувања, од моменти со моите блиски. И видов дека ми е интересно да креирам нешто, сакам да има интеракција со другите луѓе, иако тоа на почетокот беа само луѓе што ги познавам. И како се периодот кога јас и мојот купив нашиот прв стан и ми интересно виркуре што се купувам, некои декорации, така натака. И видов дека стварно интересно има на луѓе што ме следат, почна многу нови луѓе тогаш да ме заследуваат. Тоа беше 2015-16 година, значи има веќе 8 години јас како сум онлайн, го делам својот живот буквално онлайн. И на почетокот беше исклучиво за забава. И така некако многу ми стана дел од секојдневието, креативно се изразував на Инстаграм. Многу сакав да правам интересни слики, значи ги местев аглите во домот, па потоа споделував, тогаш не беа ни толку популарни сторис, меѓутоа почнав да споделувам сторис, не знам како нешто сум купила, сум пронашла од негде, па ќе го означам од каде и така натака. И многу луѓе се собраа баш поради My Macedonian Home, односно креирање на некој кози простор во домот, интериор дизајн, уредување, така. Меѓутоа, тоа почна да се менува откако јас станав мајка. 2018 се роди моето прво дете и тогаш некако веројатно и тоа е нормален животен тек, како што се менуваат нашите околности, така се менуваме и ние. И почна тогаш да ме интересираат сосема други работи, како например на почетокот прво собата детска или бебешкото катче, некои производи за бебе. И така полека почна да се менува и содржината на профилот, некои интересни
производи или совети и така натака, и тогаш во тој период некаде се сеќавам дека почнаа и првите официјални соработки од брендови, и тоа баш од супер брендови, и баш бев среќна, тогаш бев возбудена, тоа за мене беше стварно големо во моментот. Некој ме исконтактирало тој бренд мене, за јас да го рекламирам неговиот производ. И некако влегов во тоа, и следниот период беше баш исполнет со доста соработки, доста делење на мајчинството, на секојдневието на една мајка. Меѓутоа малку беше одгледано од овој аспект, тоа се површински, затоа што повеќе ме интересираа производи, облека, пелени, уредување, а многу помалку она развојна страна на детето, однесување, емоции, грижата за мајката и така натака. И како се повеќе наблегував во мајчинството, па почна околу мене да се отвараат можности, некои ресурси. Потоа некако почна да преминува профилот во една друга насока. Почнав да работам во тој период на себе, осознав доста работи за мајчинството, дојдов до некои ресурси за родителство, дознав дека има и друг начин, поразличен од оние традиционални начини на родителување кои што јас ги познавам, и тоа исклучиво од наследени од околината, мојата мајка, мојата баба и така натака. И профилот некако после, 2020 решив да го сменам името во моето лично име, затоа што чувствував дека веќе не сум My Macedonian Home, веќе не зборувам исклучиво за домот, за уредување и така натака, туку го проширив својот интерес и почнав и за други нешта да се интересирам и да зборувам гласно на мојот профил. Почнав доста да зборувам за личен развој, за родителство. Доста сакам да експериментирам. Јас никогаш не сум се плашала да експериментирам, затоа што сакам да истражувам што ми се допаѓа, да видам каде ќе ме води тоа. Така и мојот профил доживува промени од време на време. Тоа значи дека во мене се случува промена. Меѓутоа, она каде што сум сега е многу различно од тоа каде што почнав. Успехот не е преку ноќ. Јас престанав соработки со брендови, исклучиво работам на својот личен бренд. Соработки може да се случат со конференцијата како настан, меѓутоа со мене лично многу пребирам, многу ретко, и некако избирам да се насочувам сега на други теми, имам поинакви малку вредности, така што да, тоа се случи пред 8 години и од тогаш многу промени се случија на мојот профил. Многу години се всушност, а знаеш, вака некако ако размислам, значи јас те следам да речеме 5, од кога сум станала мајка, 6 скоро. Не, помалку веројатно 5 те следам како ти си станала мајка, така некако веројатно сум те заследила, а претходно имало уште цели 3 години кои што јас не ги знам, можам да замислам за сите тие нови кои што те следат. Некаде додека објаснуваше, сподели дека во еден момент си почнала да работиш на себе. Има ли нешто што ти беше како ајде да речам некоја точка на вриење, или можеби нешто што те поттикна да сега ќе почнам да работам на себе, или можеби некој што те инспирираше, не знам, книга, подкаст, видео, нешто што се случи тој период, како дел, ако сакаш да не споделиш. Па јас, за разлика од многу мајки со кои што сум разговарала, јас не доживеав некој стрес голем, мајчинството, станувањето мајка е само по себе стрес и голема промена, меѓутоа јас мислам дека имав многу поддршка и многу помош во тој период и многу лесно го доживеав. Ми беше пријатно целото породилно, многу уживав во него и често излегував заедно со Матео и со мои другарки на кафе, и една од моите другарки ми предложи една книга тогаш да прочитам. Книгата се вика Во вортексот на остварените желби од Ана Бучевик. И ми ја даде книгата. И јас ја прочитав книгата, Матео имаше негде 5-6 месеци тогаш.
И јас бев, вау, тогаш таа книга. Тоа ми беше нешто, мене нов свет откривање ми беше тоа. Јас до тогаш не сум имала контакт со ништо такво. Претходно, уште во средно, јас ја имам читано книгата The Secret, меѓутоа тогаш не допрела толку до мене целата таа филозофија на, не знам, позитивно размислување, универзум, привлекување и така натака. Меѓутоа со книгата Во вортексот на остварените желби и Ана Бучевиќ, значи на толку лесен начин е напишана, на толку пристапен јазик за разбирање на обичниот човек, што во тој момент за мене беше тоа вистинско што требало да се случи. И така почна кај мене се. И потоа почнав да ја следам Ана доста на незините YouTube видеа. И иако сега веќе не ја слушам, некако се презаситив, мислам дека беше одлична како содржина за старт, и тоа кај мене беше некако почетокот во личниот развој, нешто што ме воведе во тој свет, а потоа се нижеа се други работи, откривав, значи почнаа да ми се отвараат можности, едноставно се прошири мојата перцепција во тој момент, дека постои нешто друго. Фала и на Ана, знаеш, некако кога ќе размислам, на Балканот барам, Ана многу луѓе инспирираше и поттикна на промена. Имаше еден период, еве, и искрено јас сум некој што ја сака Ана и ја слушам од време на време. Знам да си ја пуштам некогаш кога сакам нешто опуштено, нешто кога сум нерасположена, порано доста повеќе ја слушав. Имаше еден период, па мислам дека, не знам која година била, 2017, мислам дека, таа година, така некако, дури бев доста по активна да ја слушам, да читам, да истражувам малку повеќе на тие теми. Меѓутоа, Ана многу луѓе поттикна и поддржа да станат како неа, а имаше еден период кога луѓето станаа гневни, како Ана сега сите те имитираат, Ана сега сите пробуваат да бидат како тебе, сите станаа мотивацијски говорници или да работат на себе, а тоа беше еден период што всушност е многу потребен. И додека другите луѓе тоа го гледаат можеби како негативно, еве јас искрено и како психолог и без разлика како мајка, како човек сметам дека баш тоа е прекрасно, затоа што дај Боже сите да следат некој како Ана, дај Боже сите да следат некој кој што инспирира, кој што носи позитивни мисли, кој што носи и поттикнува промена на целиот тој мајндсет што си го носиме, за да може се повеќе луѓе да растат, да имаат среќа, да имаат квалитетен живот. Отколку па да следиме, значи јас како гледам сега во ред, тоа е некоја различна таргет група, меѓутоа ако следам само трач муабет, што можам реално да променам во животот, освен да се чувствувам негативно, лошо, тоа помладите доста го прават. Јас дури се надам дека ќе дојде некој доста помлад кој што ќе разигра таа младата публика, или да речам тинејџерите, тие што се на факултет, за да може повеќе да слушаат инспирација, отколку да слушаат нашо споредување, кој како изгледа, кој што кажал, исмевање, на некој начин исмевање на животот кој што и не е толку посакуван, нели, кој што глупост направил, кој како се облекол, кој како филер ставил, а мислам дека е многу важно. Така што, фала ти што ја спомна тука Ана, зашто стварно гледам дека многу луѓе поттикнала на промена, на многу луѓе им баш она им ја дала таа отскочна даска, затоа што е некој од Балканот што премногу успел, а би рекла дека е една од првите, можеби и прва и единствена, беше тоа време. Може не била единствена, меѓутоа веројатно била прва што била доста позната. Да. И јас тогаш во тој период толку бев импресионирана што пробував на сите да им ја дадам книгата, прочитај ја, слушај ја, направив само линкови, ама едноставно подоцна сватив дека не можеш на тој начин тоа да го пренесеш, можат луѓето сами, само ако сами се отворени за тоа да го примат, да дојдат до тоа. Инаку со давање на книга на некој се случуваше да ми рече, па не е нешто посебно книгава, или не ми легна, или можеби не ја сватил во моментот, или не била за него во тој момент. Не кликнала. А она што го кажа во врска со тинејџерите и потребата, јас мислам дека дефинитивно тоа е нешто што мене би ми било потребно да го слушнам во тие години. Замислувам тогаш да имало некој таков што бил слична возраст со мене во тој период, јас да се огледам на него и да видам што е се можно. Што всушност представува тој еден цел нов свет на личен развој, на работа на себе, или ако сум почнала уште порано. Јас сум импресионирана кога ќе сретнам на некоја од овие едукации што ја посетувам или
било како девојка која што е во раните 20-ти. Јас сум импресионирана. Јас во моите рани 20-ти поима немав што ќе правам во животот и што сакам. Јас никогаш не го преиспитав мојот избор јас да се запишам на економски, прво почнувам од тоа. Цело време ми било тоа е така, мајка ми е сметководител и јас ќе бидам исто. Јас никогаш не се прашав јас дали го сакам вистински тоа. Знаеш, на послушното дете, отприлика знаеш сигурната патека која е во животот и таа е комфорт зона под која што одиш. Едноставно не сум знаела дека постои цел еден нов свет што јас можам да го изберам и сама да си креирам што сакам да правам. Можеби да сум го знаела тоа порано или да постоело некој начин да го дознам, да ме учеле моите родители барем, би била не знам кој знае што друго денес, ама се надевам дека јас тоа на моите деца ќе можам да им го пренесам, дека буквално можат да прават што сакаат, дека не мора да одат по тој пат што е предвиден од општеството. И да, се надевам дека ќе ја пренесеме таа порака меѓу другите пораки на целото општество. Да. Има ли нешто што сега, може и да ти текне, може и нема да ти текне, ама чисто размисли, знаеш нешто како мало дете што си сакала да бидеш? Да, ми текнува, јас сакав да бидам многу водителка. Па добро, значи сепак има нешто и глумица сакав и водителка, значи сакав да бидам јас in the spotlight пред камера и така натака. Со баба ми и дедо ми игравме квиз, јас обавезно бев водителка, никогаш учесник, и им поставував прашања, ја отварав емисијата, значи нешто што од секоја сум го сакала е тоа да сум во спотлайт некако. И мислам дека, иако јас често заборавам дека тоа го имам и го подценувам едноставно, кога ќе ми каже некој друг колку ти е лесно на тебе да бидеш негде во живо да зборуваш или да зборуваш општо пред луѓе, сваќам дека јас стварно го имам тоа, можеби вродено, меѓутоа и е некој талент на кој што јас работам постојано да го подобрам. Да, супер, беше убаво ова што го сподели. Да, и е талент, меѓутоа наш талентот е како јаглен изваден од земја, ако не го истругаш, нема да стане убав дијамант. Мислам, тоа е баш оно дијамантот кој ќе се извади, не е тоа. И така и со талентот, ние мораме постојано да стругаме, да работиме, да се трудиме, да излезе, да се подобри. Ова е многу интересно што го споделуваш, затоа што на некој начин пак тоа што сега ти го правиш и со подкастот, и со конференцијата, и со општо сите некои активности што ги преземаш, самиот Инстаграм како еден медиум каде што мораш да се пројавуваш е нешто што е поврзано со тоа водителство, со зборување, со едно водство. Знаеш, ако размислиш, може ли да одделиш една или неколку работи на кои што токму Инстаграм тебе ти има научено за родителството? Во периодот кога јас почнав да се интересирам за родителство, тоа беше пред 5 години, кога се роди Матео, немаше нешто на Инстаграм многу за родителство баш, да бидам искрена. Тогаш во тој период со сопругот баш на таа ситуација денес се смееме. Имавме едни пријатели кои што некој посетуваа некој едукација за родителство, меѓутоа тоа беше во живо физички, и ние бевме зачудени тогаш што прават луѓево, што некој ќе ги учи за дете ни, каква глупост, не знам. Значи буквално тоа. И после со тек на време, кога јас сватив дека има предизвици за кои што нема онака гајд, блупринт за што да направиш ти со детето, дека мора да се едуцираш на некој начин. Во исто време почнав да следам странски едукатори, доста од Србија, меѓутоа почнаа полека да излегуваат и кај нас. И сега многу малку ги има едукатори за родителство во Македонија. Сметам дека тоа допрва ќе биде популарно и ќе почнат луѓето да се интересираат за таа тема, а со тоа и ќе дојдат и нови едукатори на различни области од родителството. Меѓутоа, она што ме научи Инстаграм е воопшто дека постои нешто како едукација за родителство, дека постои нешто како свесно родителство. И тоа не од Македонија, туку јас го научив од доста странски профили. Сега не можам да се сетам
точно кој, меѓутоа излегуваа еден по еден, јас следам толку многу едукатори за родители од странство, од регионот, од Србија, од Хрватска и многу ми е драго што почнаа веќе и во Македонија да се појавуваат такви. Дали доаѓаат од професии како психолог, психотерапевт или пак сосема други професии, па се едуцирале исклучиво за родителство, можеби и некои сродни професии. Меѓутоа, многу ми е драго што веќе ги има и се повеќе и повеќе има интерес за темите. Така да, ако би требало да одвојам една работа, тоа е воопшто свесноста дека постои нешто како едукација за родителство и свесно родителство. Да, дефинитивно. Дефинитивно Инстаграм е место каде што има многу што да се научи, што да се види. Меѓутоа, оно што е интересно е што ти си од другата страна на телефонот. Најчесто од телефон, мислам дека се следат барем Инстаграм. И сакала или не сакала, ти стануваш и доаѓаш на место на водич, на лидер, затоа што голема маса на луѓе те следат, те слушаат, се инспирираат и како ти се носиш со одговорноста на тоа место и да речам со тежината на тоа место да бидеш и критикувана, не само пофалена, со сите тие конекции кои што се случуваат со мислењето на другите. И со сите што го прикажуваш реално там. Одговорноста е голема. Често добивам доста прашања. Како јас да сум стручњак за родителство, а не сум. И тогаш се обидувам да одговорам само со она кое што сум го искусила јас. Нешто што сум поминала и напоменувам дека тоа е од мое искуство. И баш периодов имам доста прашања, непосредно пред конференцијава, добивам прашања некои конкретни за нивни случаи, за случаи на луѓе. И јас секогаш им кажувам, јас немам искуство со ова, но можеме да го поставиме прашањето на конференцијата на некој од едукаторите. Слободно. И ги запишувам тие прашања, ќе ги поставиме дефинитивно на конференцијата, меѓутоа да, одговорноста што имам јас е голема. Јас не можам нешто да кажам што не го знам реално. Јас не сум едуцирана во тоа поле. Мене само ми беше желба и љубов да споделам со големата заедница која што се собра на мојот профил, да ги освестам едноставно луѓето дека има и друг начин. Значи, мене тоа ми е мисијата. Јас не сакам да бидам едукатор за родителство. Тоа не ми е пасија на мене. Јас едноставно сакам да ги спојам едната и другата страна. Едукаторите, тие што нудат знаење, мудрост, со другата страна, односно со родителите. И мислам дека тоа е прекрасно да го направи некој. Во случајов еве јас сум се нашла да го направам затоа што често не ги низ луѓето од другата страна, па толку многу лани на конференцијата, толку многу луѓе запознаа нови едукатори што почнаа да ги следат, почнаа да применуваат од нив. Едноставно, секоја година мислам дека само ќе се подигнува свеста и ќе се зголемува таа заедница на свесни родители. Така што таа одговорност е многу голема и јас не сакам да ја земам воопшто здраво за готово. Од аспект на критики и на мислење на другите и на пофалби, да, секогаш ми е драго да слушнам пофалби, нешто што ми дава мотив, јас си правам принт скрин на сите пораки што ми стигнале, без разлика за што се однесува. Си ги чувам и некогаш во период кога се осеќам неубаво, имам некои непријатни чувства или импостер синдром ми се јавува и така натака, си ги скролам тие, си ги читам и гледам колку сум направила некој добар импакт или промена или трансформација кај некого и баш ми е мило за тоа што сум му дала барем правец, насока или следен чекор. За врска со критиките, интересна тема. Јас во овие 8 години па може да се изброи на една рака колку пати некој негативно злонамерно ми испратил порака, значи многу ретко е тоа. Се обидувам постојано да се потсетувам себе си дека секој што се изложил на ваква јавна работа треба да е спремен да прими и критики, но и такви злонамерни коментари, затоа што не може едноставно на сите да им се допаднеме. Тоа е сосема окей. За среќа нели има unfollow и други луѓе кои што може да се следат. Јас избирам да не возвраќам на такви злонамерни коментари, до сега во тие неколку пати. Игнор
целосен и да си продолжам со својот живот. Меѓутоа се потсетувам постојано себе си дека некој што се дрзнал нас да ни напише таков злонамерен коментар, сигурно не е човек кој што е успешен и среќен со самиот себе. Значи, тоа е дефинитивно затоа што јас тргнувам од себе. Јас, како среќна и исполнета и задоволна со својот живот, никогаш не би му напишала на некој злонамерен коментар за да го навредам. Никогаш. Може би му дала некоја конструктивна критика и таквите и јас лично ги прифаќам и ги препознавам, меѓутоа злонамерен коментар од успешна личност нема да слушнете. Нема шанси. Таа личност што ви упатува лош коментар е несрекна и пред се е несрекна со сама себе. Да, најчесто и сите тие коментари знаат да бидат кога веќе се дрзнува, мислам, кога веќе се пишува, најчесто се им најверојатно некоја проекција, односно нешто што го имаат, ама полесно е да го има кате отколку јас. Да, ти е да го видам во кате, ама не во себе. Најчесто се случува тоа, мислам, сите сме guilty за тоа, сите го носиме тоа, сите понекогаш го имаме, природен одбрана механизам е, но кога веќе е многу злонамерно, дефинитивно најверојатно станува една проекција, затоа што тешко е да се преземе одговорноста, да си ги видиме сопствените мани, негативни страни. Тешко е многу е тешко да се освестиме и да се видиме себе си. И веројатно затоа голем дел на луѓето и тешко им е да работат на себе и да речам да се наместат, да се освестат, затоа што да работам на себе значи да прифатам дека имам грешки. Дека сум направила грешка, дека имам одговорност, дека не се другите така виновни за работите, туку јасно сам одговорност и можам нешто да променам. Кога веќе некако ова го споделивме, мене тука би сакала да те прашам, зашто токму конференција за свесно родителство? Знаеш како настана таа идеја, тој дел на конференција која што е онлайн за свесно родителство? Многу случајно и спонтано настана. Баш ќе раскажам приказната, имав мене пријатели на гости и ми рекоа зошто имаш толку многу луѓе што те следат, зошто не го искористиш сето тоа за да направиш некоја поголема промена во општеството, нешто твое да креираш, нешто што ќе им служи на другите. Еве, например, зошто не почнеш со невладина па да работиш проекти? И јас во тој момент, значи, воопшто таа опција не сум ја ни земала во предвид никогаш до тогаш, тоа беше во 2021 ми се чини или 20, не сум сигурна кога беше. И вау, само реков, па да, може тоа да се случи, беше онака чиста инспиративна акција. Јас не ни знаев што ќе правам. Ја основав за неколку дена, заедно со сопругот, невладината организација, и кога требаше да се аплицира за проект, јас само реков, ќе правиме настан и тоа ќе биде виртуелен и ќе биде за родителство. Толку беше. Значи тоа ми дојде одеднаш, во неколку дена ова се случи. Не можам ни да го објаснам како ми дојде. Едноставно, во тој период запознав многу луѓе кои што мене ми се споја во главата како предавачи на конференцијата и си реков зошто да не, ова ќе биде супер. И на почетокот очекував и за мене ќе беше огромен успех да дојдат 100 луѓе на конференцијата. А лани дојдоа 730 луѓе на конференцијата. И јас бев бројка. Да. И си реков, ова е стварно било потребно, значи не ме излажало во тој момент, што и да е тоа, интуиција, инспиративна акција. Тогаш уствари се создаде конференцијата, спонтано ја нареков конференција, ама стварно е конференција. Така што да, мислам дека треба да си ја следиме таа инспиративна акција која ќе се јави во некаква форма, да не ја потиснеме и да ја речеме кјути, ајде сега не е тоа битно, туку ајде да видам каде ме носи, кон што ме води. А мене ме донесе стварно многу убави работи. Мислам, јас дознав многу за себе, организирајќи ја оваа конференција, дознав што сакам, а што не сакам, баш тоа го споделив вчера на еден од моите постови. И јас со целава организација и со реализација на конференцијата, всушност, јас сватив дека јас сакам ова да го оставам како еден вид легаси, наследство мое, да го оставам за добро на општеството. Сакам да се крене свеста кај луѓето, меѓутоа јас не сум заинтересирана јас да
едуцирам за родителство лично. Мене ме интересира она позадината, јас во тоа ја наоѓам радоста, во целата организација, во собирањето на луѓето, во процесите, во логистиката, во тоа мене ми е радост. Јас ми треба 2-3 години за јас да сватам дека во тие работи јас се пронаоѓам и ми се убави, интересни и ме радуваат. Ај многу е тешко, знаеш, многу луѓе не ја гледаат таа, да речам, улога што е многу важна, цел тој позадински дел на да можеш да менаџираш и да направиш нешто кое што ќе одговара за сите, кое што ќе биде видено, кое што ќе стигне до поголем број на луѓе, да можеш да си тој медиум кој што ќе ги спои луѓето, е многу тешко и многу често, да речам многу професионалци, ќе тргнам од мојата професија, меѓутоа ова мислам дека за секоја професија, особено што е вака, знаеш, оно типот на услужно нешто каде што даваш, нели, продаваш свој час или свое знаење. Многу често па нема клиенти, не може да се најдат луѓе, не може да се успее со оваа професија, како ќе заработиш за плата, знаеш ли колку луѓе треба да те најдат и така натаму, и порано најверојатно и кога не постоеше интернетот, малку потешко, па од уста на уста, човек на човек, но пак останува некако затворено, пак останува табу, пак останува да не можат луѓето да допрат до тоа, и всушност еве да речеме моето искуство и на многу мои колешки не е такво, односно имаме листи на чекање, немаш простор за нови клиенти, претрупан си со работа, многу луѓе сакаат да работат, не гледаат колкава е цената или не, или слично, едноставно друго е искуството. И кога јас ќе размислам, дефинитивно ова што ти го носиш, што е многу тешко, е токму тоа, затоа што на крај на денот и мене ме откриле луѓето преку препораки, односно преку некој кој што е на Инстаграм. Конкретно јас на Инстаграм пораснав. Претходно ниту сум имала толку многу клиенти, ниту сум имала подлога да можам да отворам приватна пракса. Реално со 5-6 клиенти во месецот не можеш да плаќаш ти, мислам, потполно цел бизнис да имаш во позадина. Така што ова е многу една убава професија, најверојатно која што не ја гледаат другите, а е место кое што е многу одговорно и тешко. Јас барам така го гледам, како место кое што бара многу знаење и не може секој да го има тоа. Еве затоа донесов мојата професија, значи јас не можам да ја не знам да го правам тоа. Јас морам да се консултирам, морам да прашам, морам да се едуцирам. Сум имала таков период и баш еве и јас конкретно сега се наоѓам во место каде што септември планирам да почнам конкретно бизнес лидершип коучинг, затоа што е нешто кое што ми треба, кое што дошло со време да ми треба. Баш за водство, баш за еден како е да си лидер, односно нели како да можеш да тоа што го знаеш да им го донесеш на другите, да биде примерно прифатено, видено, да можеш тоа што го знаеш да го споделиш. Тоа е браво за тоа, затоа што е стварно многу одговорно и некако сакам да те прашам, еве ти лично, искрено, што мислиш што е најважно за тебе за да се биде свесен родител? Најважно е, ако можеш да одделиш нешто. Па тоа што го спомна ти пред малку, да се биде свесен сам за себе пред се. Тоа е најважно за да се биде свесен родител, затоа што свесното родителство нема врска со детето, има врска прво пред се со нас. Каков е нашиот однос со нас? Дали ги гледаме сопствените мани и недостатоци и сме спремни да работиме на нив, или знаеме да приметиме кај некој друг, а кај нас викаме не, а ние го правиме истото всушност. Така што на прво место е самосвеста, секој за себе, да биде свесен, да работи на тоа и потоа нема шанси таа личност да не го прави истото и за своето дете, да го води правилно. Затоа што тоа сме ние за нашите деца. Ние сме лидери. Да водиме со пример треба, едноставно. Ако ние не сме свесни сами за себе, со каков пример ќе го водиме нашето дете? За мене тоа е суштината на свесното родителство и затоа на конференцијата покрај теми кои што се директно поврзани со децата и нивниот развој, многу внимание посветуваме на теми кои што се баш за self-awareness, за self-care, за секој родител да може прво да работи на себе, да се насочи кон работа на себе. Да. Јас тука го делам твоето мислење, затоа што не ви работам со многу мајки, претежно. Најчесто, дури барем по моето искуство и периодот кога тантрумите знаат да се јават кај децата, знаат да бидат последица на нешто што се случува дома.
Мислам, зборувам кога ќе се појачаат, кога ќе се пренагласи нешто, кога детето ќе има некоја нагла промена, не само развојниот дел, него баш развојот на семејството. Да. Како се развива семејството, така се менува и детето, а најчесто децата се такви чисти души што и се најслаби. Реално, најслабиот синџира во семејството и симптомот или синдромот или симптомот на водници болеста на семејството, или проблемот на семејството избива токму кај најмалиот. И еве и на семејна терапија кога доаѓа, најчесто тој што е проблематичен, знаат, например, детето да почне да влезе во некое, еве да речеме да има некој проблем со зависност или проблем со однесување, поведение на училиште и така натаму, многу често тоа е само симптомот, а проблемот се гледа во друго место, во друга динамика, во што се случува меѓу мама и тато, што се случува со мама и детето, каква е конекцијата која што се создала. И тоа е многу интересно и мислам дека многу родители забораваат на тоа, односно полесно е да се, нели, да се проектира, окей, детева не чини или другарчињата не му чинат, што да, понекогаш, мислам, реално вистина е дека и другарите го имаат нормално, таа одговорност ја носа детето ако влезе во негативно друштво понатаму, но заборава родителот на таа моќ на водство. А се случува. Животот е брз, темпото е многу брзо, динамично, проблеми, болести, така натаму, и луѓето знаат да заборават на таа моќ, родителите знаат да заборават на таа моќ на водство што ја имаат и да го испуштат во наводници детето од раце, или нешто што мене многу ми се допаѓа, мислам дека јас не сум растена така, е нешто што одскоро и гледам да го применувам и за себе и за детето, а тоа е најчесто родителите многу знаат да стравуваат, а јас сум го имала тоа, па леле да не е единствено само моето дете поразлично во нешто, или да не е па само моето дете без нешто. Нели кога ќе донесеш некое правило дома, пример без телефон, него конкретно, мислам дека најголеми, јас праќам прваче на училиште и нема шанс, значи такво нешто не стакам, меѓутоа, знаеш како во друштво си, па некој па дај му телефон, па да ти се јави, така натаму, не верувам дека ќе знае да ми се јави, мислам не знае да ракува, ама не мора да е само и за телефон или за некои такви работи, туку може да биде и да не пие, да не се облекува на одреден начин или кога ќе подпорасне, затоа што тоа е нешто што во тинеџерството баш и тогаш лизнуваат децата. Знаеш, лизнуваат најчесто, па ајде да се вклопи, па ајде да оди вамо и вамо, па да не е единствено дете што не излегува. И јас некако сега гледам од една друга перспектива, а тоа е, па супер, ајде биди лидер. Ајде биди дечкото во класот што нема да пие. Ајде биде дечкото во класот што ќе спортува, ајде биде дечкото што можеби ќе биде единствен кој што нема да се облекува на одреден начин, знаеш, да може некако да си дозволи детето да биде лидер, колку и да тоа на почеток звучи чудно или поинаку, да се носи со таа одговорност да биде тој што ја почнува промената. И тоа е нешто што се случува на Инстаграм. Ти ја почнуваш промената, ти стануваш лидер, или поразлично од масата. Не си веќе My Macedonian Home, не е нешто што е окей, супер е, убаво е, убави бои, пастелни бои, баш имаше ти објава пред некое време дека толку децава се само во пастелни бои се дома и се е толку супер средано, па не, сам да ти додам на гости, веројатно слобода е растурена, колички на сите страни, количките сигурно не се сите во пастелни бои, шаренила, значи животот е малку поинаков. Така што тоа е нешто кое што мислам дека е многу важно родителите да го запомнат, а ти си некој што го почнува и браво за тоа. Јас многу пати сама сум била сведок на тоа во нашиот живот во последниве неколку години, дека кај децата, особено кај Матео поголемиот, веднаш се покажува кога не е до. Значи, неколку пати, 3-4 пати во различни периоди, фази, тоа се покажало. И јас, доколку не бев свесен родител, ќе речев на дете во што му е да го носиме сега, ваму таму. Ама прво гледам што се случува дома, меѓу мене и партнерот. Дали мене ме нема, дали него го нема, дали не сме окей тој период, јас и тој. Дали јас и партнерот треба да поработиме малку на нашата врска. Значи, сите тие работи сега ги земам во предвид, пред да кажам на детево нешто му фали. Многу родители ги носат децата на психолог, а уствари тие се на психолог и за на брачен. Се лутат. Знаеш како се лутат ако психологот, мислам, најчесто и ние психолозите се тргаме и одиме као, окей, се е супер, затоа што ако им кажеш, ајде заедно доаѓате, вие малку почнете да доаѓате, се лутат.
Сам навистина се луѓето почнуваат да го мразат дури психологот. Еве јас не сум имала лично такво искуство, меѓутоа кога одам на супервизија, колешки споделуваат, знаат знаеш како да му кажам на родителов, како да се освести. Едноставно потребно е веројатно многу погласно да зборуваме на тоа дека окей, нема совршен родител, на крајот на денот свесен родител е баш несовршен родител кој што застанува и вика чекај малку, каде сгрешив сега, ајде да видам. Окей, ќе учиме од грешките, не е страшно, значи не може постојано да го нема тој процес и меѓутоа тој одбранен механизам да не сме грешни, да сме добри, да не се чувствуваме лошо со себе, веројатно токму контраефект прави. Наместо обратно прави контраефект. Меѓутоа јас секогаш верувам дека, знаеш како, еве, луѓето што работат на себе, конференцијата, секој еден човек кој што прави мала промена, како камче кога ќе го фрлиш во вода или во фонтана или во езеро, значи прави еден ефект на бранување и тоа, знаеш како, тоа се шири и се повеќе камчиња, толку повеќе ќе се шири токму таа порака. Еве, конкретно 730, колку спомнам минатата година, родители се барем за 1% поосвестени, понаместени, а верувам дека и многу повеќе, а и оваа година верувам дека ќе има многу повеќе, можеби дупло повеќе. И знаеш како растат родителите, така ќе растат и нашите деца. Меѓутоа, кога спомнав како растат родителите, дали можеш малку да ни споделиш како растеш ти, како мама, како жена, како дигитален креатор? Кој е еден, можеби сега твојата self-care рутина, што не е само за нели како телесна рутина, меѓутоа што е оно што ти сега го прави за грижа за себе? Најсилна форма за мене на грижа за себе е работата на себе и јас почнав да работам на себе од пред неколку години. Освен тоа што имам работено со психотерапевт, редовно работам со коуч, посетувам барем еднаш во годината некоја едукација, дали тоа е групен коучинг, лани бев дел од групен коучинг и од NLP практишенер едукација. И оваа година во септември веќе ми е во план една поголема инвестиција за бизнис едукација да посетам, така што континуирана работа на себе, наоѓање време за да работам на себе, но во исто време и време за едукација во форма на читање, во форма на слушање подкасти. Зошто? Затоа што јас преку книгите и подкастите што ги читам во последно време, се сретнувам со жени или ликови од цел свет кои што веќе го направиле тоа нешто, веќе се на некој ниво и ми отвараат перцепција дека и јас би можела истото да го правам. Ако може некој, може секој. И со обкружување себе си, барем виртуелно, со такви приказни, со такви личности, јас си давам дозвола на себе и гледам што е се можно за мене. Затоа што ако се ограничам само на Македонија, можам да се речам нема шанси, тоа не е можно, нема ни да знам дека постои тоа нешто. Меѓутоа јас ги ширам моите видици, перцепцијата толку многу ја проширувам што одам над границите од нашето општество и затоа јас сум некој што носи промени цело време, затоа што јас ја ширам постојано мојата перцепција и бирам различни начини. И во последно време толку нови автори, предприемачи или мотивацијски говорници и така натака почнав да следам и да слушам, што цел еден нов свет ми отворија во последнава пола година, можам да кажам. И толку многу се пронајдов во доста од тие приказни што дури сега гледам што се е можно за мене во иднина. Така што тоа е за мене вистинска работа на себе, вистински self-care, да сериозно да работиш на себе, сериозно да земаш време, да блокираш време во неделата или во денот, само за тоа. Толку за оној self-care кој што е физички, може би некогаш ќе отидам на масажа, редовно маникир, педикир, тоа ми е нормално. Меѓутоа, она што е суштински е јас да бидам добро
внатре во мене, имало периоди кога не сум била и се случуваат и периоди и сега и мене да ме најде импостер синдром или да се сомневам во себе или да си речам дали се ова вреди. Меѓутоа тука доаѓа таа работа на себе, затоа што знаеш дека тие мисли не се твои, туку тоа е нешто дел од твојот мозок што сака да те заштити, некои надворешни влијанија што можеби си ги слушаш и си викаш стоп, фала ти, не е ова за мене окей, јас друго си имам на ум, чао, и си продолжуваш. Значи, тука работата на себе стапува на сила и сето тоа што си го работел на себе го гледаш резултатот, едноставно. Така што да, self-care за мене највисока форма е работа на себе, личен развој. Супер, фала ти што го споделуваш ова, баш многу убаво. Што значи да смениш околина, што значи да се обкружиш со нешто кое што е растечко и наместо да старееш, да растеш. Јас се водам со едно такво мото, ај пробај да не старееш, туку да растеш. да не ти тежат годините, а да не си пораснал реално, да продолжиш да растеш, меѓутоа веќе не физички, туку умствено, мисловно. Јас воопшто не се чувствувам дека стареам, не знам воопшто, јас се чувствувам поживо од кога било во мојот живот сега. Искрено во 30-тите некој такво осветлување имам, што си викам што сум правела до сега. Така што не се годините за ништо мерило и никогаш не е касно за ништо. Да, работата на себе всушност ја носи таа живост. Таа радост да се живее и да го искористиш денот, да имаш што да правиш. Онако кога се вратам назад, затоа викам убаво е тинеџерите да се обкружуваат со growth mindset, со растечки mindset. Не сум сигурна кој точен превод би бил, малку сме сиромашни со зборови, меѓутоа да растат, да видат кои се сите тие можности кои што можат да ги имаат. А овде во Македонија мислам дека уште се затруени со политика, со нешто негативно или знаеш, еве нешто ново. Барам јас сум тажна кога ќе слушнам дека најчесто се ставаат имиња кои што се интернационални на дечињата што се раѓаат, затоа што еве со повеќето што сум зборувала, ама да му е полесно во странство или ако отиде во странство, лесно да му се чита или изговара името. Многу го имаме тоа, мислам го имаат општо. Јас застана во еден миг и си реков колку е ова тажно. Што се губиме, го губиме. Спремаме од дека ќе се селат. Да, ги спремаме да се селат, а не да останат и да го јакнат коренот, а не е дека е толку лошо, не е дека немаме силни корени, не е дека нашите предци немале една силна борба за да се стигне до тука, зашто знаеш од една страна да може навистина имало грешки, што е природно и ние ќе имаме многу грешки, идната генерација ќе ги поправа, меѓутоа мислам дека ни недостасува таа една голема благодарност што сепак не донале до тука и до деца кои што се свесни може да направат промена, затоа што ние не сите мораме да бидеме пример печалбари сега и да одиме како одреден. Немаме таква глад како некогаш. Фала Богу, немаме ни војна сега, значи пак некои работи се смениле доста. Точно така, да. Сакам само да напоменам дека да, свесна сум дека не се совршени условите во нашата држава, меѓутоа ако излеземе надвор или ако нашите деца излезат надвор со ист мајндсет, дали мислите дека таму ќе успеат? Значи, кај да си нема врска, можеш да успееш и од тука со правиот мајндсет, како што глава одиш таму. Како твоето мото што е, додека не си среќен со тоа што си ти внатре во себе. Така, значи јас можам да отидам и да сменам земја, да живеам во Шведска или во Данска. Ако сум јас со мајндсет онака фиксен, никаде нема да успеам, нема врска кај да отидам. Ако сакам на Марс ќе отидам, нема да успеам. Ќе биде исто, дури можеби и полошен отколку она што ни било тука. Јас не ги порекнувам тукашните услови, здравство, образование, судство и така натака, меѓутоа и покрај се, ако си човек со growth mindset, јас мислам дека е можно за тебе се, па дури и од Македонија. Има премногу успешни луѓе во Македонија. Јас секогаш викам, во Македонија има многу ресурси, има многу пари, има многу здравје, има многу умови, има многу љубов. Тука имаме се, само што не сакаме, најверојатно заслепени сме да видиме колку многу имаме.
колку многу имаме. Кога ќе се освестат веројатно луѓето колку многу имаат, малку поинаку ќе почнат да гледаат на сликата. Нормално секаде во светот има некои што нема, тука не ги спомнувам тие поларности и екстреми, меѓутоа дефинитивно сметам дека имаме доволно ресурси тука и имаме добро образование. Да знаеш, еве јас тоа го гледам на пример психолошката школа, државниот факултет, институтите ги се квалитети до човекот е што ќе избере и колку ќе избере да учи да се доедуцира. Значи, факултетот е, татко ми што вика, факултетот ти е или на карта за во кино. Твое ти дали ќе го разбереш натре филмот или нема да го разбереш филмот. Мислам, знаеш, ти ќе влезеш, окей, еве ти го, а колку ќе се ја разбереш работата и ти убаво го сподели тоа. Важно е детето да во контакт со себе да знае и човекот, еве, иако 30, 40 и 50, никогаш не е доцна да се смени некоја професија. Окей, ова не било за мене. Или беше за мене до сега, сега сакам да го променам и имаме права да го промениме. Меѓутоа, додека сме за self-care моментот, имаме едно прашање кој што сакам тебе да ти го поставам и на сите мајки им го поставувам, а тоа е како е да се биде мама без драма, односно како успеваш да бидеш мама без драма, да бидеш автентична, да пробуваш да си што е можно посмирена, нели свесна, меѓутоа најважно среќна. Па, најмногу би кажала тоа го носи за мене работата на себе и со работата на себе и работата на партнерските односи. Затоа што не можеш да работиш на себе, а да не чепнеш од таа тема, партнерски односи. И со мојот сопруг се трудиме постојано да си правиме рефлексија на периодот, како сме ние двајца. Со партнер со кој што има разбирање, поддршка меѓусебна, можеш да бидеш мама без драма, спрост. Исто работа на себе, можеш да бидеш мама без драма. Исто така за мене што помогна во изминатиот период е буквално време за себе, меѓутоа не време за себе да правам нешто, да се едуцирам, да читам, туку време за себе да седам и да не правам ништо, да бидам во тишина. Нешто што ми беше многу тешко. Многу тешко. Не можам да ви објаснам колку ми беше тешко, затоа што јас сум човек што е само doing. И тоа останување сама со себе или во тишина или било како, ми беше страшно, застрашувачки. Ти не преш ништо, си го трошиш времето. Така ми беше мене чувството. Ми требаше многу за јас да си дозволам себе си дека е окей, јас да бидам 10, 15, 20 минути во тишина, во празно, во ништо, за да ми се смири умот. Умот ми работи 200 на саат. Ми е потребно да ми се смири умот. Кога забележав какви бенефити јас имам од тоа останување сама, дури тогаш јас сватив дека тоа е нешто што морам да го имплементирам во секој ден. И кога земав пауза од Инстаграм, од социјални медиуми, направив во мај негде еден дигитален детокс од 1 месец. Всушност тоа беше моментот кога сватив колку ми било потребно такво време, без ништо правење во денот да имам, затоа што после тоа некако сум полна со енергија, полна со нови идеи, креативноста од мене излегува и е нешто кое што мене ми овозможува да бидам поавтентична и мама без драма. Фала ти што го сподели. Јас цело време зборувам за важноста на одморот, затоа што многу си го имаме тоа бадиела работи, бадиела не седи. Многу често времето за себе во однос на одмор, не правење ништо, досадување, само наводници досадување, едноставно мир и тишина. Или забава може да биде, го гледаме како време пропаднато, ајде така да кажам. Не сме свесни дека секој успех доаѓа пред, знаеш како после некој голем одмор. Дека затоа луѓето мора редовно да се одмара, инаку дефинитивно ако се залеташ, можеме многу, ама не како не сме многу моќни, ама не сме семоќни. И тоа е многу важно веројатно секој да го запомни. Јас стално кога некој ќе се залета, стално викам ќе прегориш. Значи, мора да прегориш, не можеш долго време да стоиш, зашто не ти е само тоа. Имаш живот измеѓу, имаш многу други обврски, имаш ненајдени работи, затоа е многу важно да се одмора
отколку многу брзо да се расте. И мислам дека тоа секој кој што расте некаде во животот ќе се удри, ќе го научи. Соочи, да, ќе се Сам ќе се случи сам, но идеално е да не мора да се удри. Ајде така би рекла, идеално е ако може да се превенира затоа што бърнаутот знае да носи многу последици. Не само по нас, него и по широкото можеби семејство. Да, точно, точно. Јас она што кај мене е малку поразлично од, да речеме, некои мајки со кои што сум била во контакт уште од старт на мајчинството јас никогаш не одбивав помош. Никогаш. И дури и самата барав. А во последно време го имам забележано тој идентитет на јас можам се сама кај мајките. И мене тој не ми е толку близок затоа што јас не сум го имала никогаш. Затоа што јас уште од старт дозволував да ми се помогне, да ми се пружи помош и барав. Искрено сама си барав. Јас ова не го можам и не го сакам. Не сакам да го правам сама, сакам помош. Прво од најблиското семејство нормално, од сопругот, од бабите и така натака. И мислам дека и тоа ми овозможува, тој мој пристап ми овозможува да сум мама без драма. Што дозволувам, примам помош и барам помош. И сум свесна дека така ќе бидам јас подобро, ако дозволам некој да ми помогне, ако побарам некој да ми помогне, ако се изделегирам дел од моите работи. Браво, ова е стварно многу значајно. Ако се вратиш назад пред 5 години, ја замислиш кате со Матео беше така, во раце, доаѓаш дома, каков совет, каква поддршка би си дала од денешна гледна точка, знаеш, после 5 години од ова искуство? Па, прво, најверојатно би кажала да не се фокусира толку на совршена облека, совршени слики, совршено креветче, совршена детска соба, туку повеќе да се фокусира на конекцијата со незиното дете, на здрава врска. Иако мислиме дека само ако сме со детето тука и ако поминуваме време долго со него, ќе биде врската добра, не е тоа така. Треба да знаеме што значи квалитетно поминато време со детето, здрав однос, здрава врска, нашето поставување спрема детето во секоја различна фаза од неговиот развој. Значи тоа би го дала како совет на 5 години помладата кате, да се едуцира порано. Мислам, јас тогаш не сум можела да знам, меѓутоа колку би можела да ме слушне, тоа би го кажала порано, да најдам начин да дојдам до едукација за свесно родителство, наместо да се фокусирам на толку, да речам, на дворешни нешта, повеќе да се фокусирам на тоа како да јас се чувствувам и како моето дете се чувствува. И да не се оптеретувам со тоа да го наместам да позира за слики детето, да го дотерам најубаво, да го средам катчето негово најубаво, туку повеќе на она суштинското што е во тој момент. Не можам да кажам дека ми било тешко на почетокот. Јас стварно не можам да кажам. И со првата бременост, и со втората, и породилното ми било лесно, меѓутоа јас сум живеела несвесно. Толку несвесно сум живеела. И тоа сакам да го кажам на таа старата кате, дека постои цел еден друг свет. И среќа што сум го открила и релативно рано во мајчинството, меѓутоа на почетокот можеби тоа е нешто што би сакала да го знам. Фала те, јас се надам дека некоја мајка ќе го слушне ова, можеби некоја трудница или некоја идна мајка, па би знаела нешто кое што е туѓа мудрост, ама убава мудрост, зашто на крај не мора се да учиме од своите грешки, нешто можеме да го слушнеме и од другите. Има ли, всушност, знаеш како ние за 2 недели се гледаме на конференцијата? Јас верувам дека многу голем дел тие што не слушаат ќе бидат токму на конференцијата. Има ли уште нешто што еве можеби за крај, јас би полека тука да привишувам, би го кажала на оние што не слушаат, кога ќе биде конференцијата, како ќе биде, што да можеби да се очекува од сето тоа? Да, прво ќе кажам за конференцијата. Значи конференцијата ќе се одржи од 20 до 24 септември. Секој ден ќе имаме по 3 предавања, односно по 3 предавачи. Темите ќе бидат најразлични и опфаќаат со сите возрасти на деца.
од бебиња до тинејџери. Можете да си проверите за сите детали на roditeljstvo.mk и е едно искуство кое што според сите учесници од лани било трансформирачко и им го дало вистинскиот правец кој што им бил потребен во тој момент, и за некој од нив дури и целата траекторија на животот се сменила после конференцијата, така им се отвориле толку очите после тоа што почнале да работат на себе и на односот со своето дете многу поквалитетно отколку претходно. А во однос на нешто вака што би сакала за крај да го споделам со сите, тоа би било да се учат што повеќе ден по ден да се слушаат сами себе, да си го бараат тоа нешто што ги прави вистински среќни, да престанат да живеат по автоматизам едноставно. Често знаат луѓето да ме прашаат како постигнуваш се да бидеш и на работа, и дигитален креатор, и конференција, и 2 деца, и сопруг и така натака. И јас имам и снимено за тоа и баш подкаст епизода за како постигнувам се, меѓутоа постигнувам се само тоа што мене ми е важно. Да, јас постигнувам се, но тоа се за мене е различно. За мене имам одредени приоритети кои што јас си ги ставам, а приоритетите ми се она што мене ме радува. Сакам секој ден да го правам она што мене ме радува. Не сакам да западнам во замка, јас сега имам фултайм работа и не можам да правам, немам време за ништо друго. Јас си ја барам радоста во друг дел од денот можеби и си наоѓам радости во тие 8 часа кога сум на работа. Ако можам јас 8 сати да работам за друг, можам 1 сат во денот да работам на себе и за себе. На нешто што вистински ме радува, затоа што тоа после се отсликува на сите сфери од мојот живот. И јас секаде можам да бидам успешна, среќна, посветена, само заради тоа што си го давам тоа делче за мене, ја следам мојата радост и го правам стварно она во кое што имам флоу. Браво, и фала ти многу за ова што го донесе. Ова е нешто кое што го прави некој кој што има љубов кон себе, кој што има доволно самодоверба да произлезе, да работи на себе, да погледне во себе. И се надевам дека токму оваа епизода ќе освести многу жени кои што не слушаат, ќе им даде поддршка да работат на себе и најважно од се да се слушнат себе. Фала ти од срце што прифати, што беше дел, што си дел од ајде јас го викам овој серијал Мама без драма, меѓутоа сакам нешто повеќе да се слушне, да се види како изгледа некој што работи, како изгледа работата на себе и така натаму, и некако ги повикувам сите кои што слушаа да како ќе ја исклучат оваа епизода, да останат во мир 10, 15, 20 минути, оно што ти го сподели, и да видат што ќе се роди, каква инспирација или што ќе дознаат за себе после оваа епизода и тие 15 на минути мир. Многу ти благодарам и на тебе. И се надам дека ќе биде ова корисно за сите што ќе го слушаат. Фала ви на сите што останавте до крај. Поздрав! Поздрав!